Од временска прогноза на меѓународна сцена. Дејан, добро утро. Добро утро. И она што се чини дека треба навидом да изгледа невозможно, тоа е да се влезе во резиденција на највисокиот представник на една држава. Зборуваме за претседателот на Хаити, на кој што му извршен атентат кој е ликвидиран. Всушност е ликвидиран. Ликвидиран е починател како резултат на атентат. Да. И кои се всушност предпоставките или веќе има истрага која што дава некакви резултати? Како може на еден претседател да му се влезе во резиденција и Прво треба да знаеме дека убиците кои влегле биле професионалци, така барем вели американската администрација, американската амбасада во Порто-Пренс, која се повлече веднаш, и таа и неколку европски држави од главниот град на Хаити, биле добро обучени агенти, се представиле дека се агенти на ДЕА, меѓутоа не биле, изборувале шпански и англиски. До последните информации велат дека тие влегле во еден дел каде што можеле да влезат, биле поврзани со обезбедувањето, а и дека нападот бил изведен со некакви дронови. Се уште трае истрагата, она што се знае дека Жованел Моиз, претседателот на Хаити, е ликвидиран, неговата сопруга беше во тешка здравствена состојба, беше префрлена веднаш во болницата во Соединетите Американски држави во Мајами и таа почина, и сега Советот за безбедност на Обединетите нации има воредна седница по повод состојбата на Хаити, а самото Хаити е во воредна состојба и се стравува дека веќе нема кој да владее со оваа држава. Малку интересно за нашата јавност да знаеме Хаити, па што сега толку нели Советот за безбедност и се мора да се знае дека таа држава подолго време е во хаос, во сиромаштија, освен што имаше политички турбуленции внатре во таа држава, долги години им беше погодена, ќе ве потсетам и со природни непогоди, имаше два јаки земјотреси каде што народот, 11 милионскиот народ на Хаити кој живее на тој остров е буквално на работна екзистенција, таму владее глад, таму владеат вооружени банди и една од причините можеби зошто тој беше ликвидиран или барем му се префрлаше на сега веќе ликвидираниот претседател Моиз, дека тој ги управуваше тие банди за да владее со државата. Ке потсетам, Моиз дојде 2017 година на чело на Хаити, односно како претседател, уривајќи ги претходните режими француски. Хаити е поранешна француска колонија. Тој дојде 2017 и веднаш почна со некакви реформи, сакајќи да воспостави автократска власт во оваа држава и ги управуваше овие банди, потаму и опозицијата на Хаити му замераше дека сака да биде апсолутен цар на Хаити, што е една можеби од причините зошто е ликвидиран. Има уште многу предпоставки. Она што е интересно е, ќе потсетам дека со Хаити владееше Жан Бертран Арестет, еден диктатор на Хаити, кој 2004 беше урнат со помош на Франција, на француската армија, бидејќи таа како поранешна француска колонија Париз имаше право да сметаше дека треба под превезот на Обединети нации да испрати војска и таму да направи некаков ред. Од тогаш до ден денеска на Хаити владее хаос, владее сиромаштија и повторно ќе кажеме... За разлика од Доминиканската република... Па добро, ни Доминиканската република не е нешто многу но за разлика од Хаити, барем успеа да влезе во оние светски текови да не остане на работна екзистенција. Треба да се знае исто така дека Хаити најверојатно се стравува дека може да се распадне на неколку држави. Сега ќе видиме дали поранешната империја Франција ќе прати своји војници или тука ќе влезат Соединетите Американски држави. Тоа би биле административни делови кои што би ги земале Франција или одредени држави под нивно про некаков протекторат, бидејќи по територија Хаити не... Да, Хаити е протекторат веќе подолго време, повторно ќе кажем со на империјална Франција од Хаити, дојде на власт, дојде неколку диктатори, последен беше Жан Бертран Арестет, човек кој беше брутален во ликвидацијата на своите неистомисленици и кој беше урнат од овие сили во кои припаѓаше и Жовен Моиз, кој па сега нели е ликвидиран, но она што е шокантно и се што се случува во Хаити е тоа што и ти сами одрече во почетокот, еден претседател на една држава така да биде убиен во својата приватна резиденција, значи и тој и неговата
неговата сопруга се ликвидирани. Сега ќе видиме дали Хаити ќе отиде под меѓународен протекторат или ќе смогне сили да направи некакви демократски избори. Таму народот е гладен, таму поделени се многу политички. Да, па поделена оваа сиромашна карибска држава која повторно ќе потсетам со години, со децени има први политичка нестабилност, но и немаше среќа. Повторно ќе потсетам, таму имаше два јаки земјотреси. 2010 така. Да, изминатата деценија каде што буквално и она кревка економија која имаше целосно е уништена. Ке чекаме да видиме што ќе одлучат Советот за безбедност на Обединетите нации, и што ќе одлучат Вашингтон и пред се Париз. Дали можеби ќе одлучат да го земат Хаити под свој или ќе го остават повторно како што беше оставен изминатите 20 години сам да се обиде да се избори за некаква меѓународна внатрешна и надворешна екзистенција. Кога е во прашање меѓународна сцена не може да не се спомене и тоа дека најпопуларниот всушност корисник на Твитер, поранешниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп објави повторно војна која е поред веќе не знаеме, бидејќи постојано е се мири, па се кара, па се расправаат со социјалните мрежи. Но има доследност. Има доследност Трамп. Има доследност. Тој најави дека ќе отвори војна против нив уште додека беше на крајот од својот мандат. Имено до Федералниот суд во Мајами се поднесена тужба против Твитер, Фейсбук, YouTube и Google или само Google без YouTube, бидејќи му е оневозможно според амандманот 1 членот според амандман 1 дека не сме јавно да ги произнесува своите ставови и му се кршат човековите права и очекува да ги добие на суд. Ќе потсетам Facebook и Google привремено му го запреа налогот на Доналд Трамп, додека Твитер доживотно му го сопраа налогот, му го уништија налогот. Причина се оние настани на 6 јануари кога во Капитол влезе на толпа на луѓе, наводно повикувана преку социјалните мрежи. Паралелно со оваа негова заложба, неговите соработници веќе почнаа да развиваат нова социјална мрежа, Герт ми се чини се вика, и таа треба сериозно да го урне како што велат Твитер, но до тогаш дека не го урна Твитер, Трамп ќе гледа на суд да си ги наплати парите. Ќе потсетам, Доналд Трамп е сепак бизнисмен, тој сепак смета дека финансиската сила му дава и политичка сила, но и у исто време... Па веќе, да, со неговиот мандат е секако дека има и политичка сила. Да, но и тој е човече толку тешко направи нов профил. Он е сериозен во своите заложби, освен да ги добие овие три социјални да ги планира самиот. Да, да ги порази, да им направи конкуренција, но и да се кандидира на предстојните председателски избори кои се нормално за 4 години, нешто што светската јавност не го разбра сериозно, но очигледно тој е настојчив да ги избутка овие две работи за кои смета дека му е направена неправда на овие последни избори, бидејќи беше миниран од многу места, па и од социјалните мрежи да се го каже својот став, па заради тоа тој смета дека ги загуби избори. Абе со своја социјална мрежа веќе би бил на толку пари, на толку инженеринг кога е во прашање да се промовира таа социјална мрежа, Доналд Трамп сигурно дека може да има и така или сака да ја привлече, или сака да привлече меѓународен на афирмација или меѓународно внимание, но и повторно велам мене, иако сите ние што ги следиме овие состојби не го сваќавме сериозно, тој еве и после председателскиот мандат, место да одмара во една апанажа, во една пензија, сепак се работи за човек од 74-5 години кој сигурно нема проблеми со екзистенцијата, тој настојчив еве. Првото ветување му беше да ги добие овие три светски компании, нели, глобални компании, а втората му е ако продолжи овака да се кандидира на следните председателски избори. Сега ќе биде интересно што ако отиде на тие председателски избори ќе има возраста на Џозеф Бајден која има сега, а за која велеше дека е премногу стар да биде председател на САД. Меѓутоа кога е политика во прашање, често изјавите не важат во моментот кога ви одговараат, така. Дејан, ти благодарам за овој разговор, овој прв утрински разговор.